Над 7.000 странски работници ќе ги градат патиштата во Македонија во следните 5 години. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски објави документи кои, како што тврди, се дел од договорот со Бехтел и ЕНК. Само годинава ќе бидат ангажирани 489 странски работници, а домашни 222. Па до година ќе работат дури 1716 странски работници, а само 779 домашни. Овие работници ќе може да почнат со работа само што ќе стапнат на македонско тло без дозволи за работа и престој. Огромна бројка, огромни средства ќе се одлеат надвор во услови на немаштија. Од вкупниот број работници само 30% ќе бидат домашни, а дури 70% странци. Што значи дека 70% од парите што македонските граѓани ќе ги дадат за изградба на автопатот ќе одат надвор од државата. Наместо да се вработуваат домашни луѓе, Македонија ќе вработува странци. При тоа Ковачевски груби лаже дека најмалку 51% ќе бидат домашни работници, иако јасно може да се види дека 70% ќе бидат странци. Од владеачката СДСМ не негираат дека бројката на странски работници ќе надмине над 51%. Тие во реакција на објавите на Николовски се повикаа на законот кој предвидувал дека ако дома нема доволно ресурси може да се ангажираат и над 51% странски работници. Проекциите со кои се обидува да спинува Николовски секогаш зависат од расположливите ресурси, но законот е јасен. Тоа значи дека ако нашата земја има доволно локални ресурси, односно работна сила, бројот на локално ангажираните ресурси може да биде поголем од 51%. Утре ќе почнат да се подготвуваат камповите во кои ќе биле сместени работниците како дел од активностите за старт на изградбата, информира од Министерството за транспорт и врски. А каде ќе почнат со работа, никој не знае. Владата упорно крие која е првата точка каде ќе започнат градежните активности, а од транспорт и врски открија дека утре покрај подготовка на камповите ќе се подготвувале за експроприација и само ќе имало геодетски мерења. Стартот на изградбата на коридорите ќе почне со бројни неразјаснети дилеми и скандали кои се поврзуваат со потпишаниот договор. Никој се уште и не знае како точно ќе се одвиваат работите, оти владата го крие договорот од јавноста. 400 страни вредни 1.3 милиарди евра народни пари ќе биле презентирани само пред пратениците со безбедносен сертификат на посебна седница, но се уште нема информација кога тоа ќе се случи. Инаку, изградбата на коридорот 10D треба да започне на 12 мај. Вредноста на целиот договор заедно со парите за експроприација е 1.6 милиарди евра, но со оглед на тоа дека нема проект, многу е веројатно дека оваа сума ќе чини многу повеќе. Од друга страна, плюс 22,6 милиони евра ќе бидат потрошени за надзор на изградбата кои ќе го вршат сомнителни фирми, зашто предмет отвори и обвинителството и антикорупцијска.